Во она што New York Times го нарече редок чекор, весникот објави анонимен напис за кој се вели дека е од висок функционер во администрацијата на Трамп, кој бил познат на редакцијата. Текстот, насловен како "Јас сум дел од отпорот во администрацијата на Трамп", ги уверува американците дека некои во администрацијата на председателот работат напорно одвнатре за да ги намалат опасностите од неговите најлоши склоности. Авторот на написот го нарекува лидерскиот стил на Трамп импулсивен, контрадикторен и неефикасен, и што е полошо, вели дека председателот бил аморален. Белата куќа најпрвин реагираше со соопштение во кое се оценува дека весникот избрал да објави патетичен, несовесен и себичен извор. Трамп пак, запрашан во врска со овој случај, изјави: Nobody has ever done in less than a 2-year period what we've done. So when you tell me about some anonymous source within the administration, probably who's failing and probably here for all the wrong reasons, no. And the New York Times is failing. If I weren't here, I believe the New York Times probably wouldn't even exist. And someday... And someday when I'm not president, which hopefully will be in about 6.5 years from now, the New York Times and CNN and all of these phony media outlets will be out of business. Трамп претходно исто така реагираше во врска со некои извадоци на новата книга на познатиот новинар Боб Вудворд, насловена како "Страф, Трамп во Белата куќа", која го прикажува председателот како непредвидлив и кому не му веруваат неговите помошници. Книгата го прикажува Трамп како склон кон испади и импулсивно одлучување, давајќи слика на хаос, што според Вудворд значи административен државен удар и нервен слом на извршната власт. Трамп за ова вели: Oh yeah, sure, he's lying, sure. No, Bob Woodward, no, the book, you mean on the book? Yes, the book means nothing, it's a work of fiction. Трамп додаде дека неколку членови на неговата администрација биле навредени од она што било напишано во книгата. Вудворд, кој се здоби со национална слава за неговото известување за скандалот Вотергейт во 70-тите години од минатиот век, според медиумите разговарал со врвни помошници, советување дека нема да открие како ги добил информациите.